Ако во 2020 година електричните автомобили беа во фокусот, оваа 2021 треба да помине во знакот на електричните камиони. Но дали на вистина ќе биде така? Пазарот е подготвен, а декларативно и производителите. Сите од нив постојано објавуваат вести за ваквите своји возила, наведувајќи конкретни модели и бројки. Но, ако малку длабоко се прочепка низ нивните информации, ќе се свати дека всушност во голема мерка се работи за експериментални возила далеку од некакво производство, направени во само неколку примероци. Од 7 големи производители на товарни возила, само Volvo и Mercedes вистински се подготвени да се вклучат во електричната трка со своите камиони. Тие одамна завршија со нивниот развој и првите пробни серии ги поминаа испитувањата кај селектирани корисници, а добиените информации веќе се анализирани. Другите се далеко од ова, што малку чуди, бидејќи условите електричните камиони да бидат успешни се подобри отколку за автомобилите. Батериите се помалку комплексни и поевтини, а нивното вградување е поедноставно. Транспортерите во голема мерка точно знаат колкава километража поминуваат нивните возила и полесно можат да ја планираат набавката и пресметаат исплатливоста. При тоа и струјата ќе ја купуваат поевтино затоа што ќе ја трошат во големи количини. Дури и ситуацијата со короната им оди на рака заради изголемената потреба од локален и регионален транспорт. Од негативните страни треба да се истакнат неопходноста од моќни полночи и реално преполовената автономија од декларираната. Така е затоа што камионите не можат да користат јавни полночи, бидејќи заради габаритите практично не можат да пристапат кон нив, а ќе им треба и многу време. Заради тоа, тие со едно полнење мора да отидат таму каде треба и да се вратат. За некои транспортни потреби проблем ќе бидат и намалената носивост заради тежината на батериите. Сепак постојат дејности каде се чини дека електричните камиони ќе бидат неопходни. Тука пред се издвојуваат оние кои работат ноќе или пак мора да се движат низ така наречените зелени зони во кои заради издувните гасови и бучавата не им е дозволен пристап на сите возила. Работите малку ќе ги забрзаат електричните доставни возила кои ги има се повеќе на пазарот, но дали тоа ќе биде доволно и светот на транспортот на стоки конечно да се сврти кон струјата е прашање на кое се уште никој не сака да одговори.